Добар ден, започнуваме со неделна хроника. Во ова издание на емисијата ќе се потсетиме за некои од настаните кои беа актуелни во текот на оваа недела. Еден од нив е донацијата од Турската агенција за соработка и развој ТИКА за Националниот конзерваторски центар на Македонија. За оваа тема снимивме разговор кој ќе ви го прикажеме малку подоцна. На 21 март во средата се одбележа Светскиот ден на Дауновиот синдром. Оваа година овој ден се одбележа со балетска представа под наслов "Сите во ист свет живееме". Инаку Центарот за Даунов синдром 5-та година поред се приклучува кон оваа кампања поддржана од Европската унија и УНИЦЕФ. Центарот за Даунов синдром денеска во Кинотека на Македонија го одбележа Светскиот ден на Дауновиот синдром. Во рамки на одбележувањето се одржа балетска представа насловена "Сите во ист свет живееме", која е дел од проектот "И јас сакам да бидам балерина", поддржан од Европската унија и УНИЦЕФ. Преку овој проект, Центарот ги започна првите чекори во градење врска помеѓу неколку балетски педагози и деца со Даунов синдром, со кои се зголеми вирбата дека танцот е областа во која и луѓето со Даунов синдром се пронаоѓаат. А тоа можеше да се види од одличните изведби на сцената во Кинотека на Македонија. Ида Мантон, која Центарот за Дауновиот синдром го осмисли и го отвори во април 2013 година, една година по раѓањето на незината ќерка со Даунов синдром Луција, истакна дека во последниве години се работи на поинаков начин за како овие лица подобро да се вклучат во заедницата. Во Македонија во последниве години се работи на поинаков начин на квалификување на функционалноста на лицата со Даунов синдром. Тоа е еден сосем поинаков проект кој што го поддржува УНИЦЕФ и се надеваме дека веќе нема да разговараме за начини на попречености, туку во следниве години и декади ќе зборуваме за функционалност, можности и како може да ги вклучиме лицата со Даунов синдром подобро. За да се случува сето тоа, ние во Центарот веруваме дека треба да се понудат сервиси од моментот на раѓањето, не само на детето, туку и целосно на семејството. Луѓето со Даунов синдром многу често ги привлекуваат сценските уметности. Придобивките од танцот имаат голем придонес во развивањето на индивидуалниот потенцијал. Искра Ветирова, која работи со овие деца, рече дека тие не се деца со посебни потреби, туку дека се поинакви и треба што повеќе да се дружат со останатите за да видат дека и тие се прекрасни. Уште првиот пат, кога ја подготвувавме представата, човек прво гледа дека се тие поинакви. Јас само така можам тоа да го крстам. Тие не се со посебни потреби, тие се едноставно поинакви. Но кога ги запознава, веќе не го забележува тоа. И тоа истото би се случувало кога тие би биле вклучени во, почнувајќи од основното образование, средно образование, секако високо образование, тие можат да постигнат се. Работата е што ние системот всушност, мора да им ги отвори вратите, за да може да го постигнат тоа. На крајот на представата, која ја правевме, баш со Ида зборувавме, јас престанав да ги гледам како лица со Даунов синдром. Тие беа за мене Мила, Тина, Александар и сите оние прекрасни луѓе кои ги запознав. Проектот "И јас сакам да бидам балерина" завршува со неколку значајни постигнати цели, а тоа се балетската представа која ја изведуваат децата во Кинотека на Македонија, сликовницата "Девојчето на ридот" и приречник за балетски педагози. На 21 март се одбележуваше уште еден светски ден. Во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот се одржа настанот "Плати со поезија" по повод Светскиот ден на поезијата. Кај нас настанот годинава се одржа по 4ти пат на 10 локации во Скопје и Велес, каде што граѓаните своето кафе го плаќаа со стихови и поезија. Светскиот ден на поезијата е посветен на оние кои го исполнуваат светот со страст преку пишаниот збор. Четврта година поред Македонија е дел од глобалниот настан "Плати со поезија", што го организира Јулиус Мајнал во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот, по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Оваа година во Македонија настанот се одржува на 10 локации во Скопје и Велес.
Целта на настанот Плати со поезија е да се потикне поетскиот дух кај сите, кога секоја година на ист датум се подарува уникатна можност испиеното кафе или чај да се плати со поезија, извор и валута на најуникатните човекови емоции. Во рамките на оваа кампања, граѓаните своето кафе или чај имаа можност наместо со пари да го платат со стихови поезија, а околу 20 поети кои се вклучија во кампањата на Јулиус Мајнал ги разменуваа своите искуства и мислења со сите кои сакаат да ја негуваат поезијата на овој ден. Ирена Јурчева и Сеида Бегановиќ се поетесите кои денеска се дружеа со граѓаните во Дион. Целта на оваа кампања Плати кафе со поезија е промовирање на убавиот збор, на убавината на јазикот, на разноликоста на јазиците, затоа што, да се признаеме, не правиме муабет за поезијата. И ова е убав ден, убав начин да се прослави пишаниот збор. Поетите и поетесите се вклучени во оваа кампања со мал придонес, помош, инспирација на секој оној кој што сака да се изрази креативно. Тие се тука секогаш да го насочат, да му дадат инспирација, да му помогнат. Инспирација се десила многу одамна и нама треба нешто само да не запре. Сега, кај ќе се запреш, може да биде планина, кафеана, соба, така натака, али мислам дека многу поети и уметници имат биографски сериозни моменти со кафеаните. Значи, историја наша цивилизација и култура е одбележена со присуство на боемите во кафеани. Јас знам дека први книги морав да се изолирам, и знам дека доста песми напиша баш на овој кеј. На одбележувањето на Светскиот ден на поезијата и на кампањата Плати со поезија се приклучи и уметникот Живко Поповски Цветин, кој неговите слики кои денеска ги сликаше, ќе ги подарува на оние кои ќе напишат стихови поезија. Се придружив на овој прекрасен убав ден, денот на поезијата, денот на пролета, денот на екологијата, денот, би рекол, на цвеќето кое веќе започнува во ливадите и да цутат овошките во овошните градини. Така да еве во овој, така да речам, расадник на Скопје на поезија, на поети, сум дел од овој настан. Јас ќе ги сликам моиве цвеќиња на мирот и ќе ги подарувам на оние што ќе пишуваат поезија, не сакајќи да им земам дел од она што тие го прават. Јас го правам сликајќи ги цвеќињава како поезија, зашто секоја слика си е своја приказна. Светскиот ден на поезијата е посветен на оние кои го исполнуваат светот со страст преку пишаниот збор. Во настанот годинава се вклучени скопските кафетерии Лофт, Ривија, Наргиле, Фонтана, Дион, Цинтербар, Бадубар, Джусибар, Сквер 21 во Скопје и Чао кафе во Велес. По повод денот на пролета во општина Илинден на површина од 80.000 метри квадратни ќе се раззеленуваат 25 локации. Како што е планирано, ќе се засадуваат дрва покрај пешачко-велосипедски патеки, општинските улици и патишта, домовите на култура, училиштата, детската градинка и покрај спортските терени. Целта на овој проект е преку раззеленување на јавните површини во урбаниот дел на општината да се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот. Како дел од активностите за заштита на животната средина, општина Илинден во текот на март ќе го реализира проектот со зеленило против загадувањето. Реализацијата на проектот започна денеска, а раззеленувањето се одвиваше кај спортските терени во населба Илинден, каде што се засадуваа листопадни зимзелени садници. Во акцијата се вклучи општинската администрација на чело со градоначалникот Жика Стојановски, кој нагласи дека целта на овој проект е преку раззеленување на јавните површини во урбаниот дел на општината да се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, унапредувањето на животната средина, како и подобрување на условите за живење и квалитетот на живот во локалната заедница. Секретарот на општина Илинден Дејан Богдановски информира дека оваа акција ќе се одвива покрај пешачко-велосипедските патеки, општинските улици и патишта, домовите на култура, училиштата, детската градинка и спортските терени. Целта на оваа акција е пред се уредување на јавните и зелени површини во
урбаниот дел на општината, пред се покрај пешачко-велосипедските патеки, покрај локалните улици и патишта, површините пред домовите на култура, образовно, спортските установи, терени, се оние и други јавни површини, се оние површини каде што има потреба од уредување, озеленување, посадување на нови садници ќе бидат вклучени во оваа акција. Со активностите од проектот за раззеленување се опфатани 25 локации на површина од 80.000 метри квадратни. Во засадувањето дрва денеска се вклучија учениците од средното модуларно училиште, како и дечињата од детската градинка. Во акцијата се вклучи и бизнес секторот, општинските комунални предпријатија и општинската администрација. Во оваа акција се вклучени сите чинители во локалната заедница, почнувајќи од најмладите учениците, младинците, вработени во јавниот сектор, бизнис секторот, местните заедници, пензионерите, сите граѓани и сите оние добронамерници кои што сакаат да дадат свој допринос во успешноста на оваа акција. Од Илинден се селиме во општина Газибаба. Таму пак се одржа завршниот турнир во женска кошарка, каде учествуваа екипи од Делчево, Струга и Скопје. Турнирот е под покровителство и организација на општина Газибаба и Агенцијата за млади и спорт. Денеска во основното училиште Наум Наумовски Борче во општина Газибаба се одржа завршниот турнир во женска кошарка, на кој учество земаа екипи од Делчево, Струга и Скопје. Турнирот е под покровителство и организација на општина Газибаба и Агенцијата за млади и спорт. Како што истакна градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, општината и Војднина со доделување на спортски стипендии ќе ги стимулира учениците да спортуваат и да освојуваат награди во колективни и поединечни спортови. Општина Газибаба во континуитет ги поддржува и колективните и поединечните спортови во општината со цел да ги мотивира младите да останат во спортските сали преку доделување на стипендии, каде што ќе возможуваме во текот на комплетната година да можат да тренираат и да постигнуваат врни резултати. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски нагласи дека Агенцијата преку Федерацијата за училишен спорт ги поддржува сите спортски настани и најави повеќе активности за промоција на училишниот спорт. Каевски исто така додаде дека во иднина ќе се работи на подобрување на спортската инфраструктура, со што се очекува и врвни резултати во училишните спортски лиги. Направивме некои нови трендови и некои нови дополнителни активности како знак на поддршка на училишниот спорт, што значи дека оваа година и секоја наредна година ќе имаме многу повеќе активности во училишниот спорт и пред се ќе имаме многу повеќе дечиња ученици кои што ќе спортуваат и ќе се рекреираат. Ќе преземеме конкретни мерки како да ги подобриме условите во постоечката спортска инфраструктура. Онаму каде што фали дел од спортска инфраструктура ќе пристапиме кон доизградба, а онаму каде што се загрозени условите ќе ги преземеме сите можни чекори активности се со цел да ги надминеме сите оние проблеми што кои се соочуваат школите и спортските сали. На 22 март се одбележа Светскиот ден на водата. По тој повод на Технолошки и металуршки факултет се одржа предавање каде беше истакнато дека водата во Македонија, а особено во Скопје, е со многу висок квалитет и се вбројува меѓу првите 3 земји во Европа по квалитетот на водата за пиење. Да го погледнеме прилогот. Втора година поред на Технолошко-металуршкиот факултет по повод 22 март, Светскиот ден на водата, се организира работилница насловена Менаџирање со водени ресурси, под мотото Природата за водата. Македонија може да се пофали дека има вода со многу висок квалитет, особено природната вода од чешма, бидејќи Македонија со Скопје се вбројува во земји кои имаат вода со многу висок квалитет. Со изворот Рашче, ние се наоѓаме во првите 3 земји во Европа по квалитетот на вода за пиење. Затоа што, како што истакна професор Кирил Лисичков, станува збор за природна питка вода со многу добар и избалансиран состав. Имаме вода со многу висок квалитет. Ако се носиме рамо до рамо со Австрија и некои други земји, се бројуваме, посебно изворот Рашче, во првите 3 во Европа по квалитетот на водата која што ја пиеме.
Од кои причини? Затоа што се работи за питка вода, која што е така наречена природна или сурова вода со техничкиот израз, со многу добар и избалансиран состав во однос на присуството на јоните и катиони и аниони во нејзиниот состав. И она што е најважно, се работи за вода која што има pH вредност некаде 7,35, што е многу блиско до pH вредноста на телесните течности во нашиот организам. Така да нашиот организам ја препознава и може да ја прими онака како што му треба. Професорот Лисичков додаде дека досегашните истражувања покажуваат дека во наредните 30 до 50 години ние ќе имаме чиста вода за пиење, затоа што имаме на располагање добри извори. Но тоа не значи дека не треба да се грижиме за нив. Изворот Рашче има 3 каптажи со заштитни зони. Најчесто работи Рашче 1 и Рашче 2, а во летниот период дополнително се вклучува и изворот Кондово. Во моментов се изработува докторска дисертација за состојбата со изворот Рашче и како тој се прихранува. Во моментот тече изработка на една докторска дисертација на која што сум ја ментор околу состојбата со изворот Рашче и како се прихранува изворот Рашче со посебни изотопски техники, тоа се мери, неагресивни и ја следиме практично состојбата што се случува, така да тоа е во координација со Атомската агенција и со УНО-СИТИ што е во Виена и гледаме дека практично изворот Рашче има доволни количини, но тоа не значи дека ние не треба да се грижиме за водата, затоа што од една питка вода ние добиваме после тоа отпадна вода. Податоците покажуваат дека во урбаните средини потрошувачката на вода, ако порано изнесувала по 200 литри дневно по еквивалент жител, сега таа изнесува по 250 литри дневно по еквивалент жител. Затоа се работи на менаџирање на алтернативни извори, а еден од потенцијалните е изворот Врело, кој што има квалитетна вода за во иднина да се користи. Затоа што според Светската здравствена организација, 21 век е век на белото злато, односно на здравата и чиста природна вода. Донација од техничка опрема донираше Турската агенција за соработка и развој ТИКА на Националниот конзерваторски центар на Македонија. Целта на оваа донација е да ги зголеми капацитетите на Националниот конзерваторски центар за да може поуспешно да ја остварува својата улога. Техничка опрема за потребите на Националниот конзерваторски центар донираше Турската агенција за соработка и развој ТИКА. Донацијата се состои од 26 компјутери, 1 плотер, 7 печатачи и бекап сервер. Директорот на Националниот конзерваторски центар Мемет Селмани се заблагодари за подарената опрема и рече дека таа ќе ја унапреди нивната работа. Селмани потсети и на помошта од ТИКА во изминатите години. Донацијата ја предаде Ајтекин Ајден, координатор на ТИКА за Република Македонија, кој рече дека ТИКА е организација на владата на Турција, која во Скопје има канцеларија од 2005 година. Тој посочи дека функционираат во многу области, а за оваа донација било одлучено со цел да се поддржи работниот процес на Националниот конзерваторски центар на Македонија и развојот на неговиот капацитет. Посочи дека значајни се проектите од областа на културното наследство. Значи, почнувајќи од 2005 година, ТИКА реализираше над 850 проекти во Република Македонија. Значи, најзначајни области секако дека најприоритетни се проектите од областа на здравството, образованието, школувањето на нашите дечиња во убави услови, добивање на здравствена нега, се разбира здравствените услови се исто така значајни. Исто така ги цениме проектите од областа на земјоделството, бидејќи тие проекти имаат големи придобивки за развој на, односно за економскиот развој на земјоделците во Република Македонија. Заштитата на културното наследство и проектите од областа на реставрацијата се исто така многу значајни проекти. Ние реализираме многубројни проекти од областа на реставрацијата со цел пренесување на идните генерации на најубав начин.
На примопредавањето на донацијата присуствуваше и министерот за култура Роберт Алагјозовски, кој рече дека оваа донација е доказ за добрата соработка и поддршката од ТИКА и Турција во сите сфери, а особено во заштитата на културното наследство. Токму оваа донација ќе ги зголеми капацитетите на Националниот конзерваторски центар да може поуспешно да ја остварува својата улога. ТИКА е посветен партнер и голем помагач на Македонија и ние очекуваме дека ова стратешко партнерство ќе продолжи и дека ќе влеземе во уште многу соработки. Оваа донација е значајна за нас. Сега е време за разговорот што ви го најавив на самиот почеток. Ги посетивме просториите на Турската агенција за соработка и развој ТИКА. Од разговорот ќе се запознаеме повеќе за активностите и донациите што ги остварува оваа агенција. Се наоѓаме во просториите на Турската агенција за соработка и развој ТИКА, која во Република Македонија е од 2005 година. Повеќе за ТИКА разговараме со мојот денешен соговорник, господинот Ајтекин Ајден, координатор за Република Македонија. Најпрвен благодарност до вас што прифативте да разговараме. Hoş geldiniz. Bizler de TİKA olarak sizleri... Ви благодарам, мене ми представува чест што денес сте вие денес тука сте во нашата канцеларија. ТИКА во Република Македонија постои, односно канцеларијата на ТИКА во Република Македонија постои од 2005 година, како што истакнавте и вие. Значи, ТИКА функционира во 5 континенти, во над 170 држави низ целиот свет, со своите 58 канцеларии, односно 60 канцеларии низ целиот свет. ТИКА е владина организација на Република Турција, која што функционира во Република Македонија со дипломатски статус, како дипломатска мисија функционира. Значи, областите кои што ние сме активни се многу разновидни, лепезата е навистина многу широка. Проектите кои што ги реализираме се од областа на здравството, културата, образованието, инфраструктурата, земјоделството, реставрација исто така не е значајна област и освен тоа развој на капацитетите на јавните институции во Република Македонија, односно обука за персоналот и така натака. Наша главна цел е развој, односно продолжување на таа соработка која што веќе постои, посебно меѓу нашите две држави, тоа пријателство, тие братски односи, значи сето тоа што го работиме, главна цел ни е тоа. Со развојот на општествениот живот, развој на капацитетите на државните и јавните институции на Република Македонија и целата организација во врска со овој вид проекти. Ако навлеземе малку по-детално на реализираните наши проекти, од областа на образованието можам да ви кажам дека досега реализиравме над 40 проекти од областа на образованието во врска со реконструкција целосна на училиштата од различни градови и области на Република Македонија, целосна изградба, нивно комплетно опремување и исто така организирање на обуки на персоналот кои што се ангажирани во училиштата. Значи, од областа на здравството исто така имаме значајни проекти. Морам да го спомнам проектот кој што го цениме ние многу, кој што е многу значаен за дечињата во Република Македонија. Значи, тоа е во рамките на универзитетската клиника, односно клиниката за детски болести. Пред извесен период извршивме целосна реконструкција на ургентниот центар при истата клиника и минатата година исто така го комплетиравме проектот за целосна реконструкција и целосно опремување со медицинска опрема на интензивната нега при истата клиника. Освен тоа, организиравме обука за лекарите, односно педиатрите и медицинските сестри кои што функционираат во овој дел, значи во интензивните, во оделите за интензивна нега низ цела Македонија.
Значи морам да истакнам дека со министерот за здравство на Република Македонија, доктор Венко Филипче, имаме многу добра комуникација и соработка. За наредниот период планираме заеднички средби, односно формирање на работни групи од нашата држава и од Република Македонија, кои што ќе разговараат посебно во делот со менаџирањето на здравствените институции во Република Македонија и овој вид проекти кои што се навистина значајни за Македонија. За кратко време планираме, односно тој проект ни е одобрен за многу кратко време, за неколку дена ќе го реализираме, донирање на 2 амбулантни возила за болницата во Гостивар и во Струмица за Бања Банско, кои што тие се непокретни, не можат да се движат и кои што за премиерот почитуван Зоран Заев е значајна област, значи за таму ќе донираме едно возило специфично кој што ќе служи за нивните потреби. Овој последниот проект, односно донација за Струмица, односно Бања Банско, јас имав прилика да го пренесам и на почитуваниот премиер Зоран Заев. Он ми рече дека може да се реализира, односно доставувањето да биде под покровителство на неговата сопруга. И доколку одговара програмата, ни пренесе дека ќе може и самиот премиер да присуствува на истиот настан. Не радува се, разбира, тој одговор. Значи, образованието и здравството секаде се значајни области. И во Република Македонија секако дека истото се однесува и за Република Македонија. Заради тоа многу бројни проекти имаме во тие области, но од друга страна реализираме многу различни проекти за поддржување, односно покренување на нивото на економската состојба на жителите во Република Македонија. Проектите од сточарство и од земјоделство се значајни работи, односно наши приоритети. Значи, ние досега од областа на земјоделството имавме проект за развој на производството и квалитетот на оризот. Значи, освен тоа, исто така имавме долгорочен проект за развој на пчеларството. Освен тоа, исто така делевме плантажи, односно затворени простории каде земјоделците можат да си произведуваат зеленчуки и овошје на најубав и квалитетен начин на вкупно 560 семејства. Значи, и претходно ви истакнав, многу го цениме економскиот развој, нешто да имаме и ние некоја додирна точка во економскиот развој, посебно на земјоделците од Република Македонија. Секако дека условите каде ќе бидат садени, значи тие корени, тие овошја, садници на овошја, се разбира, тоа е многу значајна точка, одгледување, продолжување на истата работа. Цело време организираме контакти околу оваа работа. Значи, веруваме на овие проекти кои што ни се од земјоделството. Ќе продолжиме со истиот интензитет во градовите од Источна, исто така и во Западна Македонија. Ќе продолжиме со проектот за пчеларството, бидејќи нели е многу значајна работа тоа. Освен тоа, за наредниот период планираме многу значајни проекти од областа на сточарството. Реализираме многу бројни проекти и убави успешни проекти од областа на развој на капацитетот на државните институции во Република Македонија. За развој на институционалните капацитети, за нивно поубаво, поефикасно функционирање,
донираме техничка опрема на државните институции, на локална самоуправа, на различни општини, во правосудните институции. Исто така сме имале многобројни проекти како донација на техничка опрема. Вие имавте прилика да присуствувате на настанот кој што се организираше во Национален конзерваторски центар, кој што се однесува на иста донација. Значи, нашата цел е нивно поефикасно и побрзо функционирање, заради тоа беше одобрен овој проект и беше дадена таа донација. Ја цениме работата и капацитетот на оваа институција, бидејќи се случува ние колку што можевме се вклучивме на работите, активностите кои што беа направени за време на поплавите во Република Македонија во различни градови. Затоа е значајна оваа институција да биде појака, побрза, поекспедитивна. Од областа на културата, бидејќи културното наследство, нивното зачувување, пренесување на идните генерации е многу значајна точка за нас, за Македонија, секако го цениме тоа. Поради тоа имаме многобројни проекти од областа на реставрацијата. Значи, ако прашате главната цел која е во реализирањето на овие значајни проекти или во таа соработка, нас, Република Македонија, ни е значајна држава, ја цениме, братска, пријателска република ја рачунаме секако. Значи, имаме многу значајно заедничко минато, многу заеднички работи, заедничка култура, мирот и убавото живење на жителите во Република Македонија за нас е значајна работа. Ние колку што можеме со проекти, со различен вид на соработка, сакаме да имаме и ние нешто да додадеме од тој аспект, така да не радува сето тоа ете што имаме прилика, што не поддржуваат и државните институции во функционирањето во Република Македонија. Би можеле да ни кажете и на кој начин одлучувате каде ќе донирате и што ќе донирате? Значи, во врска со работниот систем, односно како тече тој процес, можам ова да ви го кажам. Ние како владина институција функционираме во Република Македонија и партнерите, односно институциите кои што соработуваме се државни институции на Република Македонија, невладините организации, универзитетите, општините. Почнуваме со контакти и со средби со представници од јавните државните институции од Република Македонија или градоначалници се разбира од општините или представници од невладиниот сектор. Значи заеднички се договараме што како, значи се слушаме за нивните барања, они доставуваат барање, сепак барањата и потребите на спортивната страна е многу значајна, бидејќи тоа го цениме ние, да функционираме, односно да одговориме на нивните барања, тука го преработуваме тоа барање, го праќаме во нашиот центар во Анкара, каде што нашите претпоставени, односно нашето председателство, одлучува дали проектот е згоден, дали е се во ред, дали буџетот е прифатлив, ни одговара, позитивно или негативно. Доколку добиеме позитивен одговор, ние почнуваме со реализација на проектот. Целосната имплементација, реализација на проектот се одвива од нашата страна, значи од канцеларијата, од страна канцеларијата на ТИКА во Република Македонија. По завршувањето на истиот проект, комплетираната работа со подпишување на договори, протоколи, односно примопредавање официјално се пренесува, се предава на партнерската институција со која што сме соработувале, се разбира, и после тоа
целосно тие ја превземаат работата, значи организацијата, контролата е под нивна надлежност. Бидејќи имаме долгорочни проекти, значи некои проекти ни траат повеќе од една година, неколку години, например. Следењето, контролата, сепак ние, иако е предадено, истата работа е предадена, значи сепак вршиме некоја контрола, дали е се во ред, дали има некоја потреба, некој недостаток, некој проблем. И тука реагираме и можеме некако да се вклучиме. Значи, целата таа работа, односно тоа донирање, таа соработка која што ја води Република Турција надвор од неа со различните држави, во различни држави функционирајќи се разбира, подготвување на тие извештаи, тоа го прави ТИКА во Република Турција. Значи, сите извештаи се подготвуваат во соработка со OECD, се објавени, се разбира. Во минатите години ТИКА два пати успеа да биде најуспешна и најдарежлива ваква организација во целиот свет. Значи, овие работи нас ни даваат сила и желба за потамошно функционирање. Не радува тоа што сме успеале со реализација на овие проекти да бидеме најдарежлива организација во целиот свет. Во текот на нашиот разговор ни кажавте многу работи, ни кажавте дека имате остварено премногу донации, не само во Скопје, туку и во другите градови. Меѓутоа имате и соработки со здруженија, со институции, а исто така делувате и имате соработки и надвор од Република Турција и надвор од Република Македонија, односно кажавте на самиот почеток дека имате соработки и со другите земји, па ќе може ли малку да ни кажете со кои земји соработувате и каква е вашата соработка понатаму? Значи, на почетокот ви кажав дека ТИКА функционира во 5 континенти, во вкупно 170 држави низ целиот свет, во 60 држави, со 60 канцеларии во 58 држави низ целиот свет. Значи, проектите се реализираат со тие 58 канцеларии низ целиот свет, но многу значајна точка е што ние имаме, односно реализираме проекти во 120 држави низ целиот свет и каде што немаме канцеларии, во тие делови ги вклучуваме амбасадите на Република Турција, значи персоналот во амбасадите на Република Турција со организирање на заеднички средби, ние бидејќи сме член на Обединетите нации, така да сето тоа се разбира, се реализира со нивна поддршка во заедничка соработка. Господине Ајден, јас ви благодарам што прифативте уште еднаш да разговараме и што не примивте, што не удостоивте овде кај вас во вашата канцеларија. Ми представува задоволство што сте денес тука, наши гости во нашата канцеларија. Вашата функција е многу значајна за пренесувањето на работите и податоците, тоа што ние работиме тука, до жителите на Република Македонија. Ми представува чест што имавме прилика и ние да си ги искажеме реализираните работи, sоработки и проекти. İşbirliği yaparak devam ettirirsek bu bizleri mutlu eder. Со ова го завршуваме ова издание на Неделна хроника. Благодарам што бевте со нас. Довидување.